зошто е небото сино? Односно, зошто не е сино? Небото може да биде жолто, портокалово, розово, црвено. Океј, тогаш зошто небото ја има таа боја која што ја има? Краткиот одговор би бил дека белата светлина која доаѓа од сонцето се расејува од молекулите во нашата атмосфера, така што таа бранова должина, односно таа боја која што најмногу се расејува или која што е останата, е таа боја која што небото ја има во даден момент. Но да видиме што всушност се случува во повеќе детали. Во ред, светлината која ние можеме да видиме е само мал дел од електромагнетниот спектар, односно опфаќа електромагнетни бранови кои имаат бранова должина од 400 до 700 и нешто нанометри. И соодветно овој мал дел од електромагнетниот спектар се нарекува видлив дел, бидејќи можеме да го наблюдуваме со нашите очи. Останатиот дел од електромагнетниот спектар можеме да го наблюдуваме, но со посебна апаратура. Видливиот спектар обично е шематски представен како еден вид виножито, така, значи имаме виолетова, сина, зелена, жолта, портокалова, црвена боја. Океј, но во природата всушност овие бои не постојат. Тоа е всушност како нашиот мозок ги прецепира најразличните бранови должини. Значи да речеме дојде електромагнетен бран кој има бранова должина од, не знам, 430 нанометри, стигне во твоето око, ќе се пренесе информацијата од мозокот и ти ќе видиш сина боја. Ако истото се случи со електромагнетен бран од 720 нанометри бранова должина, ти ќе видиш црвена боја. Едноставно, тие електромагнетни бранови немаат боја самите по себе, него тоа е како твојот мозок ги прецепира најразличните бранови должини. Но сепак во голем број случаи многу е покорисно да користиме боја наместо даден број за дадена бранова должина. Океј, се надам дека тоа ви е јасно. Сега, ако направиме еден вид збир, односно комбинирање, односно здружување на најразличните бои, односно бранови должини на видливиот спектар, тоа што го добиваме е бела светлина. Но мора да запамтите дека бела светлина всушност не постои, односно нема бранова должина која кореспондира со бела светлина. Тоа е само како нашиот мозок прецепира кога рецепторите во нашето око ќе бидат надразнети од црвена, зелена и сина светлина релативно еднакво, при тоа нашиот мозок ќе ни даде перцепција дека тоа е бела светлина. Во ред. Следно нешто што сакам да спомнам е дека нашето сонце ослободува електромагнетно зрачење, односно светлина, и ова е спектарот на нашето сонце. Сега овој график всушност продолжува наваму, но не многу далеко. Најголем дел од светлината која се ослободува од сонцето е во видливиот спектар. Во ред, значи помеѓу 400 и 700 нанометри бранова должина. Но како што можеме да увидиме, не ослободува еднакво количество на фотони од сите бранови должини. Гледаме дека предоминантно е црвена, портокалова, жолта, па потоа следи зелена, па сина и многу малку виолетова боја. Ова ќе биде многу битно понатаму во видеото. Следно нешто што сакам да спомнам е дека Сонцето е околу 150 милиони километри оддалечено од планетата Земја, односно една астрономска единица, но истовремено е 1,3 милиони пати поголемо од планетата Земја. Поради тоа, светлосните зраци кои доаѓаат од Сонцето ја удираат планетата релативно паралелно едни на други. Односно, светлосните зраци ја удираат планетата на овој начин, а не на овој начин. Океј, ова не е точно. Така би било ако Сонцето е многу далеку или пак е многу мало во споредба со планетата. Но бидејќи тоа не е случајот, сончевите зраци, односно светлосните зраци кои доаѓаат од Сонцето, ја удираат планетата релативно паралелни едни на други, и ако не е 100% паралелно, теориски гледано, практично можеме да сметаме дека се паралелни. Во ред? Океј. Сега 2-3 збора за атмосферата на планетата. Атмосферата е составена главно од гасови и некои честици. Најпредоминантно во атмосферата имаме азот со 78%, ова е молекуларен азот, значи N2, имаме 21% од молекуларен кислород, имаме 0,9% аргон и 0,04% јаглерод диоксид и 0,06% останати гасови. Сега се покренува прашањето, добро, колку е дебела атмосферата? Епа не постои точен одговор, бидејќи атмосферата нема една резка граница каде завршува. Океј, значи нема граница, а до тука е атмосферата. Него ние на некој начин по договор зимаме каде викаме дека завршува атмосферата.
И некој најчесто прифатен одговор е Карамановата линија, која што се наоѓа околу 100 км надморска височина. Како што спомнав, во атмосферата имаме главно молекуларен азот и молекуларен кислород. Овие две молекули можеме да ги представиме на најразлични начини, но најпросто би било како топчиња да ги нацртаме. Океј? Сега, ќе говорам за еден физички феномен кој се нарекува расејување на светлина. Постојат многу различни видови на расејување на светлина, но ние ќе говориме овде за рейлево расејување, односно некош наречено рейлево расејување, али на англиски е Rayleigh's scattering. И овој вид на расејување се случува кога брановата должина на електромагнетниот бран е многу пати поголема од дадена молекула или честица. Во ред? Значи овде ќе земеме за пример некој електромагнетен бран кој има бранова должина од околу 500 нанометри. А тука имаме молекула на молекуларен азот која има големина од околу 300 пикометри, значи многу пати помала од една бранова должина. Инаку брановата должина ја бележиме со ламда, во ред, и тоа ни укажува всушност која боја, така е електромагнетниот бран. Иначе кога да знаете помала бранова должина еднакво на повисока енергија на фотонот, додека поголема бранова должина укажува на пониска енергија на фотонот. Друга вредност е амплитудата, така, колку е интензитетот на светлината, тоа ни укажува, и тоа се некои основни карактеристики. Сега, додека поминува електромагнетниот бран покрај молекулата, тој влијае врз самата молекула, значи промените во електромагнетното поле влијаат врз полнежите на молекулата, така што дел од оваа енергија се абсорбира. Така што гледаме дека амплитудата на првичниот електромагнетен бран е намалена, но брановата должина останува иста. Така што бојата би останала иста, само ќе се намали малце интензитетот на светлина. Сега оваа абсорбирана енергија ќе биде повторно реемитувана од страна на молекулата, повторно со истата бранова должина, но нормално со некој си помал интензитет. И ова повторно реемитување може да се случи во која било насока, иако главно се преферира да биде по должината на молекулата. Значи, генерално реемитувањето се случува во оваа насока, но може да биде во која било насока. И ова нормално замислете си го во 3 димензија, не вака двадимензионално ја како што го имам нацртано. Друго нешто сега што треба да знаете е дека колку ќе биде интензитетот на расејување зависи од брановата должина на електромагнетниот бран кој се расејува. Односот ни е даден преку следнава формула. И од неја заклучуваме дека што е помала брановата должина, расејувањето ќе биде поголемо, додека што е поголема брановата должина, расејувањето ќе биде помало. Океј, значи помала цифра за ламда, добиваме поголема вредност за интензитет на расејување. Во ред, иако ги нанесеме вредностите на график, го добиваме следниот график, каде што гледаме дека светлината која има помала бранова должина се расејува многу повеќе него таа која има поголема бранова должина. Поради тоа сината светлина се расејува многу повеќе него црвената и жолтата светлина. Иако и тие се расејуваат до одреден степен, така, не дека воопшто не се расејуваат, него многу помалку од сината. Ајде сега всушност да видиме како иде светлината низ атмосферата. Започнуваме со бела светлина, која сега нормално знаете дека е всушност составена од виолетова, сина, зелена, портокалова, жолта, црвена и сите нијанси измеѓу, но нас не интересираат само овие 3 бои, моментално. Океј? Дебелината стрелката ни укажува колку е всушност интензитетот на светлината. Во ред? Гледаме дека на почеток си започнуваат со исти интензитет и како што идеме надоле, приметуваме дека сината светлина е првата која се расејува и најмногу се расејува околу. Океј, сега овие овдека светлосни зраци понатаму исто така ќе бидат повторно расејани на различни правци. Океј, и тие понатаму повторно и така натаму и така натаму. Додека зелената исто така се расејува, но многу помалку, а црвената најмалку се расејува. Така што зелената и црвената релативно остануваат да се движат праволиниски као што тргнале, иако има некое си расејување. После некое време, веќе не се расејуваат, бидејќи за да се случи расејување, ова реилево расејување, мора растојанието помеѓу молекулите да биде барем колку една бранова должина. Во ред, значи во овој случај, како што земавме претходно примерот, барем помеѓу секоја молекула да има околу 500 нанометри. Во ред,
Ако го нема тоа растојание, не може да се случи реилево расејување. Во подолните слоеви од атмосферата, молекулите се погусто збиени, така што расејувањето не ни се случува толку. Поради тоа расејувањето се случува само во горните делови од атмосферата. Океј? Значи не се случува доле, него се случува во погорните слоеви од атмосферата. Океј, имајќи го се ова на ум, да го склопиме и да видиме што ќе добиеме. Океј, овде имаме еден град каде што имам стајано црна позадина со цел да можеме да го видиме светлината. Имаме едно човече кое не представува нас, нели доле тоа црвеното, и горе имаме бела точка која е всушност сонцето. Сега, од сонцето стига бела светлина до нашата планета. Во ред, како што спомнавме, белата светлина ги содржи сите бои од видливиот спектар. Во ред? Сега, белата светлина која ќе удри нашата планета, таа ќе почне да се расејува. Сега, многу мал дел од таа бела светлина ќе успее нели да стигне како таква до површината, односно до нас, но најголем дел ќе биде расејан. Како што спомнав, тие бои кои имаат помала бранова должина се расејуваат повеќе. Така што сината боја ќе се расеја многу повеќе него другите и би го добиле следново. Значи ова е слично како примерот претходно, само што наместо стрелки ќе е боја. Океј, значи ќе се добие следново. Ќе добиеме сина светлина која се расејува најмногу во сите правци. Така, значи се расејува најмногу во сите правци. Ево вака. И што иде подалеку од основниот сноп светлина, го губи повеќе и повеќе интензитетот. Океј, значи тука ќе има најмногу интензитет, збориме само за овој сноп светлина, додека што иде подалеку и подалеку ќе го губи интензитетот на светлина. Во ред. Сега, освен сината се расејуваат и другите бои, но во многу помала мера. Така што се расејува и жолтата боја, така е, ќе земеме малце жолта боја, и таа ќе ја расееме, но не се расејува толку многу, така што нема многу да отстапува од почетниот сноп светлина и ќе се добие нешто вака. Така, значи имаме малце жолта боја, која што се расејува, но не до многу голем степен. Имаме нешто си портокалова боја, океј, нешто портокалова, и многу малку црвена боја која се расејува, значи таа скоро иде право линиски од сонцето до нашите очи. Океј, значи иде скоро по права линија вака. Во ред. Сега, тоа што го добиваме е тоа што го гледаме надвор. Ако гледаш директно кон сонцето, таа светлина која многу малце се расејува ќе стигне директно од твоите очи. Додека ако гледаш во секоја друга точка, ќе стигне светлината која се расејува, односно сината светлина. Значи црвената светлина иде главно, ево ќе ги земеме црвена праволиниски од сонцето до нашите очи. Значи само ако гледаш директно во сонцето, ќе им видиш црвено, бело, жолта светлина, додека ако гледаш во секоја друга точка, до твоите очи ќе пристигне светлината која се расејала околу. Така, односно ќе видиш сина боја. Океј, што имаме сега тука? Ја имаме планетата Земја гледана од северниот пол. Значи ова овде би било северниот пол, тоа значи дека планетата ќе се движи во оваа насока. Во ред? Сега, да речеме дека сонцето се наоѓа некаде тука, тоа значи дека зраците светлина, бела светлина кои доаѓаат од сонцето ќе се движат на следниот начин. Че имаме еден паралелен кој иде вака, и као што рековме, паралелно ја одира планета, значи ќе имаме зраци кои ќе идат и вака. Тоа би значило дека ако се наоѓаш во оваа точка некаде во однос на сонцето, би било некаде околу 6 часот наутро, во оваа точка би било некаде околу 12 часот, во оваа точка би било некаде околу 18 часот и додека од спротивната страна би било околу 24 часот. Првин да видиме што ќе се случи ако се наоѓаш во оваа точка на планетата Земја во однос на сонцето. Значи кога ќе видиш на часовникот е 12 часот. Односно кога сонцето е највисоко на хоризонтот, што не е баш точно секогаш бидејќи постојат различни временски зони, но генерално ќе речеме дека во тоа време сонцето е највисоко на хоризонтот и знаеме дека небото е сино, така значи убава сина боја. Значи небото ќе биде сино. Во ред? Значи за тоа се согласуваме. Ајде сега да видиме зошто на изграј сонце и зајди сонце небото е всушност црвено, портокалово, жолто. За да го одговориме тоа, потребни ни се овие зраци светлина кои претходно ги нацртав. Гледаме дека во 12 часот, кога сонцето е највисоко на хоризонтот, зракот светлина го поминува најкраткиот можен пат низ атмосферата. Океј? Значи гледате низ колкав слојот атмосферата поминува. Додека при изграј сонце и зајди сонце,
зракот на светлина поминува низ многу подебел дел од атмосферата. Во ред? И сега ќе рече, добро, што има тоа врска? Дали поминува низ подебел или потенок дел од атмосферата? Епа, како што увидовме претходно, сината светлина е таа која најмногу се расејува. И таа е таа која прва ќе се расее од почетната бела светлина. Така што од кога ќе се расее сината светлина, тоа што ќе остане е жолтата, така, па ќе остане исто и портокаловата, после некое време и на крај црвената. Во ред? Значи тие се единствените кои сега моментално се расејуваат, бидејќи сината светлина е веќе претходно расејана. Значи веќе белата светлина, од белата светлина била расејана сината светлина и се што останува сега е жолта, портокалова, црвена. Сега нормално ќе има некој зрак светлина кој ќе го фати само врвот од атмосферата, така што горниот дел од небото повторно ќе биде син. Во ред? Бидејќи некој зрак светлина го фаќа само горниот дел од атмосферата, така не поминува ни со овој дебелиот слој. Но делот кон сонцето ќе биде со црвена нијанса. Во ред? Поради тоа, утрото, така, изгре сонцето и зајди сонцето имаат црвено-жолто портокалов изглед. Сега некој од вас ќе каже, добро, но ако ова што го кажуваше точно, тоа би значило дека изгреј сонцето и зајди сонцето би требало да се идентични, бидејќи физиката која важи например на десната страна од планетата би требало да важи и на левата страна од планетата. Но ќе речете, не изгледаат идентично. Изгреј сонцето изгледа по-сино-розево, додека зајди сонцето изгледа по-црвено-портокалово. И на некој начин би биле во право. Но разликите не се толку големи како што може би си мислите. Едноставно отворете изгреј сонце и зајди сонце и споредувајте слики. Ќе видите дека нема толку голема разлика. Но сепак има разлика. Е сега, зошто се јавува таа разлика? Тоа е главно поради човековата активност и активност општо на живиот свет. Во текот на денот, атмосферата, односно составот на атмосферата се менува во мала мера поради активноста на живите организми или поради активноста на човекот. Така, значи сите се будиме, се палат колите, се активира индустријата, едноставно се будат сите живи организми и растенија, се зголемува влажноста во воздухот, се зголемува количината полутанти честици, кои влијаат на тоа како се расејува светлината. Поради тоа, зајди сонцето изгледа нешто поцрвено. Всушност, расејувањето на светлината од сонцето низ нашата атмосфера е тоа што овозможува да месечината некогаш има црвен изглед. Ова знаење всушност се употребува исто така за да се одреди хемискиот состав на атмосфера на некоја планета која се наоѓа илјадници светлосни години далеку од нас. Едноставно, ако се знае електромагнетниот спектар над звездата родител, може да се увиди каков е хемискиот состав на планетата врз база на тоа како се расејува светлината од таа звезда низ атмосферата на таа планета. Нормално остануваат уште голем број прашања, например, зошто облаците се бели? Тоа е главно бидејќи се составени од честици кои се поголеми од брановите должини на видливиот спектар. Поради тоа немаме реилево расејување како претходно, него имаме нешто што се нарекува миево расејување, каде што сите бранови должини од видливиот спектар се расејуваат релативно еднакво, поради тоа всушност имаме расејување на бела светлина. Друго прашање би било зошто планините во далечината изгледаат сино? Епа, изгледаат сино поради истата причина што небото изгледа сино. Едноставно, ако се многу далеку, има голем слој на атмосфера помеѓу тебе и планината, поради тоа имаме реилево расејување и изгледа сино. Ова е потпомогнато од фактот дека вегетацијата ослободува аеросоли на терпеноиди кои реагираат со озонот и формираат честици кои исто така расејуваат сина светлина. Еден интересен факт е дека при шумски пожари или вулкански ерупции може да се формираат честици кои се релативно големи, значи 500 до 800 нанометри, кои што расејуваат многу повеќе црвена светлина. Поради тоа, се што може да остане во атмосферата е сина светлина, така што во даден момент може месечината да изгледа сино. Но ова е многу редок феномен. Нормално говорам за сина месечина на ноќно небо, а не преку ден. Сега некој од вас може да праша, во ред, рековме дека помали бранови должини повеќе се расејуваат, виолетовата боја има помала бранова должина од сината, зошто небото не е виолетово? Тоа е главно поради тоа што сончевата светлина едноставно не содржи многу виолетова боја.
Но исто така нашите очи не се толку сензитивни за виолетова боја како што се за сина боја. И едно лесно прашање за вас, зошто на месечината нема небо? Како за крај, уживајте во ова сино зајди сонце на Марс и како секогаш, бидете љубопитни.